Весте на Слободна ТВ. Пред владата на улица Елинденска и утринава има паркирани автобуси на ЈСП Скопје. Сообраќајот е затворен пред владата на правците од мостот Гоце Делчев и од булеварот ВМРО. Нема информации за траење на блокадата. 15 автобуси според зборовите на првиот човек на синдикатот на ЈСП се паркирани пред владата по налог на градоначалничката Данела Арсовска за да се предупредат министрите дека имаат долг, иако владата негираше дека должи пари на скопското сообраќајно јавно предпријатие. Останатите автобуси на ЈСП се вратија на улиците низ главниот град, откако градскиот совет на Скопје пренамени средства од буџетот за плата за вработените во ЈСП. Во знак на протест поради неисплатените плати, синдикатот на градското предпријатие завчера реши со автобуси да го блокира булеварот, а владата да биде директен сведок на нивното незадоволство. Вчера беше постигнат договор, денеска да биде исплатена платата и според најавите на штрajкувачите ќе се чека парите да легнат на сметките на вработените па да се тргнат автобусите. Министерството за надворешни работи преку амбасадата на Република Бугарија во Скопје упати вербална нота до Бугарското министерство за надворешни работи по повод изјавите на пратеникот и лидер на политичката партија Преродба Костадин Костадинов за време на конститутивната седница на Народното собрание на Бугарија. Во нотата, како што се наведува од МНР, се изразува крајно незадоволство од содржината на изјавата во која јавно се изразуваат и редентистички и територијални претензии кон Република Северна Македонија. Го повторуваме апелот дека ваквите изјави се директно спротивни на интенцијата на двете држави да го почитуваат и да го негуваат духот на договорот за пријателство и добрососедство во насока на создавање блиски и пријателски односи базирани на меѓусебна почит и соработка. Токму во духот на добрососедството очекуваме релевантните политички и институционални фактори во Република Бугарија да се оградат и да ги осудат ваквите провокации и обиди за нарушување на добрососедските односи, се вели во соопштението на македонското МНР. Официјални представници на Западен Балкан и Европската унија во Берлин договорија мерки за спречување на илегалната миграција на балканската рута, од кои најважни се усогласувањето на визната политика на западно-балканската шесторка со стандардите на Европската унија и сузбивањето на шверц на луѓе, соопшти германското МВР. На состанокот на министрите за внатрешни работи како дел од берлинскиот процес постигнат договор за ефикасна заштита на границите со поддршка на Европската агенција Frontex и за процедурите на враќање на бегалците кои немаат правна основа за престој во Европската унија во нивните матични држави. На средбата во Берлин беа поканети министри за внатрешни работи и други релевантни представници на Австрија, Бугарија, Франција, Грција, Хрватска, Италија, Полска, Словенија, Чешка и Велика Британија, како и представници на Западен Балкан, Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Косово, Северна Македонија и Србија. Учествуваа и представници на Европската унија, меѓу кои комесарката за внатрешни работи Илва Јохансон, како и представници на меѓународните организации. Берлинскиот процес е формат на годишни состаноци што германската влада во време на канцеларката Ангела Меркел ги иницираше во 2014 година, кога во Берлин се одржа конференцијата за Западен Балкан. Целта на процесот е да се забрза соработката со 6 земји од Западен Балкан и интеграција на тој регион во Европската унија. Руски суд нареди апсење на поранешната новинарка на руската државна телевизија Марина Овсјанкова. Овсјанкова е позната во јавноста по тоа што во март годинава, откако започна војната во Украина, влета во програма во живо на телевизијата со надпис "Не за војна". Кон средината на јули во близината на Кремљ таа одржа протест каде носеше транспарент со надпис "Путин е убиец, неговите војници се фашисти". По потегот Овсјанкова беше ставена во куќен притвор. Таа е обвината за ширење на лажни информации за руските вооружени сили и може да биде осудена на затворска казна до 10 години. Незиниот адвокат не делава изјави дека таа со својата ќерка веќе побегнала од Русија. Американскиот претседател Џозеф Бајден ја обвини Републиканската партија дека сака да ја намали финансиската помош за Украина доколку победи на среднорочните избори за Конгресот наредниот месец. Како што тврди Бајден, републиканците најавиле дека доколку победат, веројатно нема да ја продолжат да ја финансираат Украина.
Бајден изјави дека републиканците воопшто не ја разбираат американската надворешна политика. Прашањето не е само за Украина, станува збор за Источна Европа и за НАТО, подлече Бајден. Во вторникот лидерот на републиканското малцинство во представничкиот дом Кевин Мекарти предупреди дека неговата партија нема да потпише празен чек за Украина доколку ги добие среднорочните избори. Од почетокот на руската инвазија во Украина на 24 февруари администрацијата на председателот на САД до Киев доставила воена помош во вредност од 17,6 милиарди долари. По само 45 дена на функцијата премиер на Велика Британија, Лиз Трас ги исполнува условите за годишен надомест од 115.000 фунти до крајот на својот живот. Според владата во Лондон, на сите поранешни премиери им е обезбеден годишен надоместок од наведениот износ. За да ги исполнат условите за надоместокот, само треба да се и да бидат поранешни премиери, што значи дека Трас ги исполнува условите и покрај тоа што е премиер со најкраток стаж во историјата на земјата. Таа вчера поднесе оставка од функцијата британски премиер по само 45 дена. Трас имаше најкраток мандат. Втор најкраток мандат го имал Џорџ Канинг, чија премиерска функција трала 118 дена пред да почине ненајдено во 1827 година. Ги следевте најновите вести на Слободна ТВ.